Фондот за здравствено осигурување наместо да им ги зголеми, им ги намалува финансиските средства на матичните лекари за препишување на хронична терапија и антибиотици. Докторите алармираат дека ова е недозволиво и прашуваат како ќе ги лечат пациентите. Најзагрозени ќе бидат хронично болните, а лекарите со врзани раце не ќе можат да ги услужат за потребните терапии. Сократењето на парите од фондот ќе има проблеми за препишување на антибиотска терапија. Алармиравме многу пати дека со самото симнување на 4-5 лека кои што ги баравме за да олесниме за нашите пациенти, да не се малтретираат за лосартани, за еутирокси, за антилипемици, за нешто што ние сме стручни да го пропишеме. Знаете дека фондот и министерство прифатија да се симнат тие лекови од режим на пропишување РС на режим Р, тоа е на примарно ниво. Но ние тогаш алармиравме кога се симнуваат лекови, мора и буџетот да се зголеми. Значи не можеме ние да симнуваме лекови како фликсотиде спреј, еутирокси, лосартани, карведилоли, а да не го зголемиме буџетот. И тоа се знае дека секако ќе дојдеше до вакво нешто. Од Фондот за здравство велат дека во тек се проверките за рационалното препишување на лекови и допрва ќе утврдуваат дали, колку и зошто им се намалени финансиските средства на матичните доктори. Лекарите бараат итен состанок во фондот и подпишување на анекс каде ќе се промени буџетот и ќе важи ретроградно од денот на промените. Едното е да се тргнат буџетите и софтверски да се ограничиме на тоа кое што е дозволено. И, например, вас како пациент, ако ви следат 3 пентилина, 3, да не може 30 да ви кликнам месецов. Значи да има строга контрола. Ние никогаш како здружение не поддржуваме да има малверзации, да има злоупотреба на фондот. И пациентите остро реагираат на тоа дека можеби нема да си ја добијат потребната терапија од матичните доктори. Меѓу другото, бараат итна промена на позитивната листа. Ние пациентите не сме ниту бизнис, ниту политика. Запрете се, ограничувања и измислени изговори. Променете ја позитивната листа на лекови. И казнувајте кај вашите деловни партнери веледрогерии, зашто увезуваат лекови кои овде се прескапи, а на само 30 километри зад граница во комшии 60% поевтино. Пациентите прашуваат каде заглави новата позитивна листа на лекови. Јавноста досега слушаше само најави и ветувања, а нови лекови на рецепт нема. Ревидирањето на позитивната листа е приоритет на многу министри за здравство, но никој со години наназад не направил промени. Наспроти ветувањата, реалноста е дека во земјата има лекови кои одамна се надвор од употреба во развиените земји, а пациентите наместо едно пијат по неколку апчиња за една дијагноза.